Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште една емисија. Добре дојдовте во мојот дом. Јас сум Маја. Денеска ќе подготвиме еден традиционален рецепт кој моите деца го обожаваат. Претходно морам да си направам едно кафе. Имав многу тежок ден. Секогаш обожавам кафење. Го обожавам нивниот мирис, нивниот вкус. Денеска ќе си направам френч еспресо. Навистина не е комплицирано, едно од наједноставните кафење, меѓутоа захтева да имате посебно гезвенце, нели? Јас ќе го направам јако. Ставиме 2 лажички кафе, еспресо. Ова е навистина убаво, 100% арабика. Ставаме топла вода, че не вриена вода, него топла вода. Оноliko колку што сакате да испиете. Јас ќе направам поголема шолја. Сакам да пијам кафе, бидејќи ќе имам денеска малку повеќе работа. Кафето ќе го ставиме да се подготви. Кафето треба да се во природен пат, пресата да го истиска. Ќе има прекрасно еспресо. Подоцна ќе ставиме внатре малку кондензирано млеко, имате совршено френч еспресо. Денеска ќе готвам за моите деца. Мојот син Лео има омилено јадење хамбургер. Многу често се бунам за таа негова навика и поради тоа се обидувам да направам домашни хамбургери. Денеска ќе ги направиме од почеток до крај, вклучително и лепчето, бургерите, компирите. И се надевам дека ќе пробате дома да се направите поздрава варијанта на хамбургер. Јас денеска, бидејќи емисијата е кратко, го подготвив од напред тестото. Видете колку е прекрасно стасано, дури престаса малце. Ќе видите дека тестото е стасано, секогаш кога ќе пробате да го одвоите од чинијата каде стасува, потребно е да се двои ака во конци. Прекрасно стасано. Тесто, класично тесто за лепче. Брашно, вода, сол, квасец. Секогаш кога го подготвувате тестото, ќе користите малку потопла вода. И баба ми кажа една финта која цело време ја користам. Доколку сакате да имате исклучително меко тесто, исклучително меки лепчиња, ќе го месите со помош на масло, а внатре во тестото ќе додадете една лажичка оцет, бел, или една лажичка ракија. Знам дека делува чудно, меѓутоа го прави исклучително меко тестото. Потребно ми е малку брашно, за да можам да го дозамесам тестото. Снојата. Не мора баш да биде прерака. Малку ќе го промесиме, за да можам да го поделам на 4 еднакви делови. Сам дека замесив малку повеќе, за да имаме баш бургер лепче. Останатото ќе го направиме во обично лепче. Ќе ни биде потребно, нели, и за утре. Ќе става малку, уствари пака ќе го поделам. Овој дел ќе го направиме во обично лепче. Остатокот ќе направиме во бургер лепчиња. Ставате малку масло на раците. Само колку да ви биде леснето месењето. Ќе добиете како на босанско меко. Босанка ја викаат, нели? Па на овој начин се прави. Само малку. Ќе поделиме на неколку дела. За да имаме еднакви бургери, или естетиката пред се. Ќе ги направиме во топчиња. Па ќе ги измесиме. Баба ми кога правеше вакви мали топчиња, ги тепаше. Дека ми кажа дека се создавала пубава решетка во тестото. Не е професионалец, можеби не е точно, меѓутоа ете ми останало. Имаме 4 бургери. Лео ќе биде пресреќен. Најомиленото јадење му е хамбургер.
Верували или не, кога се родија, бев опседната со здрава храна. Не е тоа лошо, не сметам дека нешто сум сгрешила, меѓутоа до тој степен бев опседната што не дозволував да пробувам ништо што е купено во продавница. Па така, често, јас го правев путерот, јас го подготвував. Дури до кисело млеко, до сирења различни, затоа што сметав дека треба да се хранат здраво. Кога стигнаа во школа, сето тоа некако исчезна. Се надевам дека во школа надлежните ќе најдат начини како да ја подобрат храната. А сите навики кои сме ги создали од дома, дека нема да се изгубат кога ќе стигнат во школските денови. Нашите прекрасни. Тие ќе нараснат, затоа малку ќе ги притиснеме. Се ослободи место. Ви кажав нели претходно дека сакам кујна од 9 метра. Може би во некоја од следните емисии. Совршено. За да не ни пропадне остатокот од лепчето, ќе направиме едно долгнавесто лепче. Залепив. Ми фали малку брашно. Затоа што ги измив рацете, значи тестото никогаш не сме да го фаќате со мокри раце, нема ништо да му се случи, меѓутоа ќе биде потешко да го обработите. Едно прекрасно лепче за утрешниот ден. Знаете дека имате оние, секогаш кога одите во одредени сендвичари, имате онакви лепчиња, во нив има многу шекер и многу адитиви за да го имаат тој вкус. Јас сметам дека домашното лепче има најдобар вкус. Ќе направиме малку јајца за да само колку да добиеме една така убава златеста боја. Ќе ставаме скроз малку, само една мала лажичка путер за да ми го умекне тестото. Вие можете да користите било какво масло. Ревната на 250, подоцна ќе го намалиме. Ќе ги премачкаме само дозгора, за да не ја изгубат формата, да имаат убава боја. Одат во рецепта. Би можела да ви кажам колку време треба да ги печете. Обично е тоа половина час до 40 минути. Меѓутоа овие лепчиња се многу тенки и можеби ќе ги завршиме подобро. Најдобро се гледа дали некое тесто е добро испечено. Ако чепкалка за заби ставите во тестото, ќе ја видите доколку има одредени парченца од тестото залепени на чепкалката, треба уште да се пече. Меѓутоа внимавајте да не изгори од озгора. Се додека почнува да црвенее тестото, може да го покриете за да подобро се испече и да имате совршено сготвен леп. Моето кафе има уште да се направи, ќе го пиеме на пауза. Сега ќе ги подготвам хамбургерите. Имам прекрасно телешко месо, кое го купив денеска. И внатре, затоа што доколку е самото месо, ќе се распадне, секогаш сакам да ставам многу малку лепче. И стариот леп секогаш го чувам да го исушам. Имам тука едно парче стар леп. Ќе го исетнеме во блендер.
Ќе ставиме неколку парченца. Доволно една мала кришка. Ред. Бони се помири дека нема да добие бургер, потија да јадам незината храна. Ќе го имаме лебот. За да ги зачиниме бургерите, ќе ставиме една убава лажица, сенф. Јас имам малку барбекю сос. Доколку немате барбекю сос, воопшто не се грижете. Може да ставите кетчап. Треба да добиете една сладка нота во самиот бургер. Тоа е тоа што ги прави, нели, купечките бургери, многу добри. И сега оној против кој јас најмногу го сакам. Истурање на нервозата која сте ја собрале во текот на денот. Имам коријандер. Многу луѓе не го сакаат коријандерот, јас го обожавам. Уште малку. Ставиме онака баш убава количина. Есенцето ќе си го зачуваме за друг пат. Имаме една јулушка и лажица. За да ги споиме сите намирници, ќе ставиме јајце. Јајцето ќе помогне да се врзат сите намирници, а ќе помогне и во дополнителниот вкус. На крај ќе го засолиме. Најдобро да користите раце. Ставаме убава количина на сол, црн бибер, и почнувате да ги правите плескавиците. Најдобро се прават со рака. Има нешто интересно во жена која меси. Мирисаат фантастично. Ќе земеме една чинија, малку масло на рацете, и ќе ги направиме бургерите. Еден бургер. Ете и нашите бургери совршено изгледат. Ова останува за Бони. Бургерите чекаат да се испржат. До тогаш ќе ги спремиме компирите. Јас не сакам да конзумираат моите деца многу скроп и затоа најчесто ги маскирам правејќи чипс. Не секогаш успевам, нели? Некогаш си бараат класичен помфрит. Меѓутоа, често ми успева и оваа финта. Многу тенко. Ќе ги сечеме компирите. Таму каде што не можете веќе со алатчета за лупење, обидете се најтанко што можете да ги исечете. Остатокот ќе го зачувам за јадењето на Бони.
компирите ги пржиме во масло. Ставаме убава количина на масло. Да, веќе сме готови. Компирите ќе ги ставиме да се пржат. Ќе направиме прекрасен чипс. Само да ги распределам. Моите компири се готови. Го исцедив маслото. Ќе ги ставиме неколку слоја на салфетки за да го собере екстра маслото. Гледате како имаме прекрасни тенки ливчиња од компири, а така нема да вашите деца да конзумираат многу скроп, бидејќи во бургерот има лепче. Позабавно е. Ќе ставиме масло и ќе ги ставиме бургерите да се печат. Бургерите ќе ги печеме, се додека не направат убав слој кора од озгора, а внатре да бидат свежи и ровки. Ги подместиме малце. Имаме се уште. Додека се печат нашите бургери, имаат уште 5 минути, да го провериме совршено. Нашите лепчиња совршено. Погледнете како изгледаат. Лепчињата совршено испечени, сеткави, како оние кои би ги добиле во дневник. Ги ставиме малку да се здушат, што би рекла баба ми, со својата природна температура. Кога сакам да се помеки, ги ставам малку замоткани во одредена крпа, па потоа ги ставам во кеса, меѓутоа денеска сакам да имаат малку кртка вкус, за да бидат убави со бургерите. Веќе имаат совршена боја. Само температурата да го направи својата. А внатре ќе бидат убави и розови. Ќе продолжиме со спремање на бургерите. Нашите плескавици се готови. Помфритот изгледа феноменално. И во секој чизбургер има одлично сирење. Додека се топли бургерите, ќе ставам парчиња гауда. Обожавам гауда. Ви ветувам дека вреди целиот марифет околу спремање на домашни бургери и дека сите ќе ви бидат благодарни дека ќе имате уникатен вкус. Сега да ги видам моите лепчиња. Мирисаат совршено.
феноменален. Па кажете ми дека во некоја сендвичара ќе ве послужат со нешто вакво. Можам. Се уште се многу топли. Внимателно. И ги сечеме. Ете ги нашите бургери. Ќе земаме парче кромит. Ќе го излупиме. Не оди хамбургер без кромит. Баре мене не ми оди. Ќе ги земеме прстените, за да го имаме оној традиционален изглед на бургери. Остатокот ќе го искористам за одредена манџа. Почнеме да го редиме бургерот. Ставаме малку барбекю сос, кој ни остана од бургерите, за да имаме сочно лепче. Едната страна ќе ја премачкаме со барбекю сос, а другата страна ќе ја премачкаме со сенф. Не сакам користење на мајонез во бургери. Навистина мислам дека имаат многу поубав вкус кога се премачкани со сенф. Само да ги погодиме кои се, да, тоа е тоа. И тоа е тоа. Остатокот ни фали барбекю. Почнуваме со плескавиците. Совршено. През нив ќе наредиме парчиња кашкавал, кои верувајте ќе се слеат брзо бидејќи се претопли. Ставиме неколку парчиња кромит и го ставиме бургерот. Ги утнав, мислам дека парчињата, да. Тоа е тоа парче. Одиме повторно со плескавицата. Ставаме парчиња кашкавал, прстени од кромит и другиот бургер. Изгледаат одлично. Верувајте, ако на вашите деца им го направите ова, ќе видите звезда во нивниот цвет. Бидејќи за нив бургер представува нешто што се купува во продавница. Зошто не би направиле бургер за еден семеен ручек? Чипсот е феноменален. На крајот ги посолуваме, црн бибер, остатокот од барбекю сосот и сенфот го здаваме на даската, ќе го ставиме тука, за да може да им биде, доколку сакаат малку повеќе влажни елементи, да си ги стават. Нашите бургери се фантастични. Ги чекам Марио Лео да дојдат за да ги пробаат. Јас ќе си го доправам кафето. Прекрасно френч еспресо, кое го направивме. И околу 1 час самото се цеди. Многу внимателно треба да го истуриме. За целото еспресо да остане доле. Додаваме малку кондензирано млеко. Доколку сакате може да направите пена. И тоа е тоа. Јас денеска ќе си завршам со кафе, ќе го испијам моето кафе, ќе ги чекам Мари и Лео да се врата за да ги пробаат моите бургери. А следната емисија ќе ви кажам кој е нивниот фидбек. Се гледаме наскоро.